Министр Европскиот совет известно е дека на средината на месецов повторно ќе побара од Македонија да ги спроведе уставните измени во Брисел, но и тука во Виена имавте средби со високи европски представници. Има ли простор за напредок и дали се можни некакви гаранции? Дали Европа има разбирање за македонските позиции? Па прво околу самото прашање за заклучоците, прво да почекаме, да видиме дали ќе бидат усвоени, не толку многу заради прашањето на заклучоците поврзани со проширувањето, но и во рамките на Европската унија во моментот поврзано со прашањето за другите заклучоци има се уште дилема дали постои усогласеност помеѓу сите земји членки, така да за тоа не би преюдицирал какви ќе бидат заклучоците и дали ќе има заклучоци, но тоа што можам да го потврдам посебно по средбите тука во Виена, средбата со групата пријатели на Западниот Балкан, тоа е онаа група на земји членки кои што се најпринципелни поддржувачи на регионот, на патот кон полноправно членство, би рекол, без да издвојувам посебни земји членки, треба да го почитуваме процесот на доверливост помеѓу државите, но би рекол дека има големо разбирање кај повеќе земји членки за позициите на владата, број 1, а број 2 за потребата Европската унија да направи нешто за соодветен диалог помеѓу нас и Бугарија, за да се изнајде некое решение во кое што и ние како држава ќе имаме добар. Па така да јас тоа што би го кажал е дека сум охрабрен од позициите на повеќе земји членки, но тоа значи дека нашата активност во делот на убедувањето на одредени земји членки кои што се најактивни по ова прашање профункционирало. Тоа не значи дека ние треба да ги запоставиме домашните реформи, посветеноста на борбата против корупцијата, реформата на правосудството, но по однос на ова клучно прашање, каде што очекуваме гаранции и предвидливост, мислам дека имаме позитивен напредок и во добра верба треба да работиме со европските институции, Комисијата, високата представничка за надворешна безбедносна политика, председателот на Европскиот совет, со земјите членки да работиме, кои што се многу значаен чинител заедно со европските институции и секако ќе биде потребен и соодветен диалог со Бугарија како наш сосед. Дали на средбите повторно го ставивте на маса предлогот за уставни измени со одложено дејство? Секогаш кога разговараме за решение, разговараме за повеќе алтернативни можности кои што ги имаме, но за нас што е битно? Гаранции, предвидливост и очекување на некоја форма на реципроцитет, ценејќи ги стандардите на меѓународното јавно право и стандардите поврзани со највисоките европски практики во делот на почитувањето на човековите права. Детално, што разговараме и како разговараме? Повторно заради почит кон процесот. Не сакам да споделувам деталите, но тоа што треба нашите граѓани да бидат уверени е дека времето на попуслива надворешна политика е завршено, ги ставаме нашите национални интереси пред се и никако нема да дозволиме било какво решение по ова прашање кој што става во ризик наш идентитет, јазик, историја. Ве прашувам бидејќи во Бугарија не се исклучува можноста за нови избори. Каков расплет очекувате? Ние внимателно ги следиме состојбите во сите земји во регионот, а секако посебен фокус ставаме кај нашите соседи, бидејќи тоа што се случува внатрешно политички може да има импликации кај нас кои што не се единствено политички, но и се исто така импликации кои што се поврзани со економијата, трговијата и други прашања од билатерална природа. Следиме внимателно, има одреден развој во внатрешните политички состојби во Бугарија, но мислам дека секој мој коментар по однос на тоа прашање некој може да го смета како дејствие кое што е внатрешно, е мешање во внатрешните состојби во таа држава, би се воздржал од коментар. Тоа што можам со сигурност да го кажам е дека внимателно ги следиме тие процеси. На маргините на самитот на НАТО во Брисел се сретнавте со бугарскиот колега Георг Георгиев. Разговаравте за коридорот 8, станали збори за блокадата на Македонија. Тоа беше состанок на кој што беа присутни министрите за надворешни работи на Италија, Албанија, Бугарија и Романија и секако јас бев еден од присутните министри за надворешни работи. Фокусот беше на коридор 8, кој што е еден од клучните приоритети на нашата држава во делот на инфраструктурниот развој. Беше навистина позитивен состанок, се согласивме состаноците во овој формат да ги одржуваме најмалку 2 пати годишно на ниво на министри за надворешни работи, затоа што има многу позитивни аспекти кои што можеме да ги стимулираме. Сосема за крај кратко, на самитот на НАТО во Брисел, но и на ОПСЕ тука во Виена, главна тема е мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп. Каква е позицијата на Македонија?
без никаков сомнеш, нашата позиција е целосно усогласена со нашите стратешки партнери во Соединетите Американски држави. Ние сме длабоко убедени дека мировно решение во Украина е единствено возможно под водство на председателот Трамп и неговата администрација. Соединетите Американски држави се главниот чинител во обезбедување и гарантирање на евроатлантската безбедност и од таа гледна точка токму тие се страната која што може да обезбеди траен и одржлив мир во Украина. Сметаме дека има навистина позитивен развој во последниот период и без никаква дилема се надеваме на што побрз крај и веруваме во напорите на администрацијата на председателот Трамп, мојот колега државниот секретар Рубио и тоа што го прави нивниот тим во овој момент. Благодарам и на вас.